почитувани учесници на овогодинешните Вапцарови бранувања, почитувани ментори на сите учесници, почитувани присутни. Добар ден и добро ни дојдовте на манифестацијата Вапцарови бранувања. Оваа манифестација е еден литературно-поетски настан, организиран од Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров од Делчево. Оваа година Вапцаровите бранувања ги започнуваме со Вапцаровиот караван, односно читање на сите дела, вклучувајќи поезија и проза, кои беа напишани за овогодинешниот литературен конкурс на тема Вапцаровите слободни стихови, мостови на разбирање. Па да не должиме, можеме да започнеме. Ја повикувам Сара Ангелова да го прочита своето дело. Може и тук. Може и двете, може. Вапцарови слободни стихови, мостови за разбирање. Живеам во земја во која има навистина голем број на успешни историски личности, било во гранка на писатели, политичари, музичари или револуционери. Богатата историја на мојата татковина допринела да има голем број на личности кои со своите дела се запишани со долгиот историски список, а еден од нив е и големиот патриот Никола Јонков Вапцаров. Наш машиновозач, човек почитуван со прекрасен поетски талент, творел на разни јазици, пишувал, размислувал и замислувал, сонувал и верувал дека ќе успее. Кога пишувал, бил исполнет со детска радост, која немала крај, а кога во своите волшебни раце ќе фатал црно мастило, после напорниот ден тоа пишувало волшебни стихови. Тој со својата посветеност се запишал во друштвото на плејадата македонски писатели, комунист роден во Пиринска Македонија, денешна Бугарија. Неговата стихозбирка е прекрасна, иако е само една до неговата смрт, но таа стихозбирка била напишана со многу труд, љубов и разбирање. Во неговите песни главно пишувал за својата татковина Македонија, каде што се чувствува неговиот патриотизам кон неговата матична татковина Македонија. Со својот прогресивен и патриотски дух, честопати бил оспоруван од бугарската држава, но тоа не представувало причина да се откаже од неговите цели. Неговата мисла гласи: ние сме македонци, затоа и нашето творештво треба да биде во служба на македонската кауза. Неговите дела зборуваат за неговата личност, а тој зборува за стиховите кои се мостови за разбирање помеѓу многу држави. Воден од желбата македонштината да биде издигната на пиедесал, создал дела кои останале пишани паметници, кои што сведочат за едно време на вечна борба со која што обстанала македонската кауза. Вапцаровите слободни стихови, мостови за разбирање. Никола, писателу наш, горди сме на вашиот успех, веруваме дека бевте најдобар, помеѓу најдобрите. Ете, затоа, денес пишувам за да покажам почит спрема на вистина еден неверојатен творечки талент. Вие ме инспириравте многу пати, вашата приказна беше неверојатна. Човек со сите тие пречки, потешкотии и макотрпна работа успева да биде тоа што го исполнува и прави среќен. А вас би исполнувало да пишувате, творите и создавате. Може би и јас се мотивирав од сите овие успешни писатели, како што сте вие дел од нив. Да пишувам и творам, секогаш полека, но сигурна поубава поезија од претходната. Стихот може да биде ваше средство за разбирање, како мост кој спојува две реки, толку многу налутени, нервозни и силни една на друга. Сара Ангелова. Сега ја повикувам Искра Георгиевска да го прочита своето дело. Вапцаров, мост на пријателство меѓу народите. Никола Јонков Вапцаров. Име кое кога се спомнете лазат многу чувства, како и неговите дела. Секој негово дело полно со надежи, приказни чувства. Не верувам дека некој, кога прочита негово дело, не се чувствува како брод, кој може би се одрил во многу карпи, но сигурно
стасал на брегот, или како сонце кое не зајдува, или барем малку се исклучи од реалниот свет и се допуштил зборовите да го водат. Дали напишал песна или состав, крајот секогаш ни вади паука. Како тој што не почувам на многу начини, дека вистинскиот пријател ти е подлога да се подпреш, искажеш и исплакаш. Всушност, тој е мостот од нас до пријателството и нашиот денешен став за него. Читајќи ги неговите творби, можеме да ги согледаме нашите грешки и понатамошни одлуки. Тоа го наоѓаме во неговото прво дело, до светли идеали. Но посебен впечаток ми остави песната Земја. Несомнено е што е една од неговите непознати дела. Тој таму го опишува својот патриотизам и убавините кои не секој може да ги согледа. Тој тоа го прелеа во стихови кои верувам дека секој го водат како сонцето, што ги носи своите зраци навечер и како месечината која ја води својата светлина да следи. Како што гласи насловот Вапцаров мост на пријателство меѓу народите, така треба тој да не биде мост помеѓу чувствата и правилните одлуки. Секој чувствува различно, но не секој понекогаш го остава чувството настрана за да постапи правилно. Се согласувам дека чувството е нешто гласно, но ако секогаш се водиме по него, може да биде погазено. Секој народ има своја приказна, која си ја брани својата гордост. И тоа треба да постои, но тоа не треба да значи и да представува пречка да ја споделиш приказната со другите. Секој народ има право да ја искаже својата приказна, така што, како и Вапцаров, и ние да бидеме меѓусебни мостови, а не зидови, да бидеме патишта, а не планини. Ајде да се сакаме. Со почит за Вапцаров, кој многу пати преку зборови ја опеал вистината. Никола Јонков Вапцаров, име кое ќе биде запаметено за секогаш. Сега ја повикувам Ана Стоименовска да го прочита својото дело. Вапцаровите слободни стихови, мостови за разбирање. Сите ние сме различни. Имаме различни сваќања и гледања кон светот. Се пронаоѓаме и сакаме различни нешта. Вапцаров е човекот кој се пронашол во водите на литературното творештво. Тој бил голем творец и создал големи дела. Своите чувства често ги искажувал творејќи. За некој неговите стихови биле 2-3 збора напишани на парче хартија, но за некој тие биле голема мотивација, како инспирација, многу пати цитат, како животна мисла. Читајќи ги неговите творби, будат низа спомени и чувства кај нас луѓето. Неговите творби биле често прифаќани низ многу земји во светот, а биле преведувани и на многу странски јазици. Со тоа, многумина можеле да се восхитуваат на неговите големи дела. Според мене, тој бил голем човек, може би еден од најдобрите писатели низ историјата на литературното творештво. Читајќи ги неговите творби, на многумина им го одземаат здивот. Тој за мене представува голема инспирација. Секогаш кога би се споменало зборот спомен, би се сетила на неговиот спомен. Спомен е творбата која мене ми остави најголем впечат. Неговите спомени се мостот со кој ги поврзувам свој. Може би тој си заминал одамна, но неговите творби се секогаш тука. Секоја од нив си има своја порака и секоја од нив си има посебно значење во нашите срца. Ние можеби сме се уште многу мали за да го сваќаме значењето на неговите пораки, но затоа многу добро ги разбираме и чувствуваме емоциите посветени во неговите творби. Го повикувам Лука Стоименовски да го прочита својото дело. Вапцарови слободни стихови, мостови на разбирање. Вапцаров и голем живописец. Твоите красни песни не спојуваат сите заедно како огромен мост што спојува два брега, за читаме и слободно. Нема кој не се восхитува на твоите патриотски стихови, посветени на копненост за правда и слобода. Вапцаровите слободни стихови, мостови за разбирање на човечката младеж и
вjerата во доброто, човечноста и оној празен замис на книжи. Сјајното сонце ќе се пробуди, кога милинскиот крај ќе се крене наново. Тоа е песна, да, тоа е песна, запаметете. Споменот за тебе, Вапцаров, и твоето творење учествуваме секоја година, така ќе се одолжуваме, а историјата нека го каже последниот збор. Ја повикувам Ива Ангеловска да прочита своето дело. Не, друго има напишано, тебе да подобре. Ивана Киевска има, дали? Вот имаш и от Скопје некој, можно е да имаш на конкурс се явира Велица от Скопје. Може едното да е право. Читай. Вапцаровите слободни стихови, мостови за разбијање. Ој Пирине, што си открил Банско во падините. Ој Банско, што криеш големи имиња, како неговото. Никола Јонков Вапцаров. Тој бисер македонски, наш познат писател и комунист. Во таа младешка душа течеше врела крв. Крв исполнета со љубов, љубов кон татковината. Реките, езерата, планините, падините, сите тие опеани во твоите дела, денес постојат. Персонифицирани и со великодушност си исполнети твоите стихови. Вечно ќе ги памтиме твоите дела, за секогаш еден и единствен. Никола Јонков Вапцаров. Ја повикувам Ивана Киевска да го прочита своето дело. Вапцаровите слободни стихови, мостови на разбирањето. Твоите дела се сегашни украси. Се роди во Бугарија, таму и почина, а зад себе остави големи и најубави прозни дела. Твојот лик не згаснува, иако те нема, твоите дела се уште се бараат. Твоите дела се највеќе читани, ти се уште живееш покрај нас. Спи мирно, Вапцаров. Биди горд на луѓето кои те ценат. Биди горд на многуте објекти кои го носат твоето име. Секогаш ќе бидеш во нашите срца. Ја повикувам Ева Ивановска да го прочита своето дело. Вапцаровите слободни стихови, мостови за разбирање. Вапцаров, поетот слави, тежок живот живеел, од утро до мрак во фабрика работел, а со збор за татковината се борел. Неговото родно место, близко до моето е, денес граница ги дели. Тој голем македонец за земјата родна пеел, по сонцето, водопадите и Илинден мечтаел. Пеел за тешкиот живот, за работата на фабриката од утро до мрак. Го сонало сончевиот зрак и слободата кога ќе ја види пак. Често го спомнало другарот Вере, кој од кашање го загубил диво. И денес тагуваме по блиски луѓе, кои така го губат животот. И покрај сите страдења и маки, и сите неправди кои му се сторија, сакал слободно да ја види татковината и седе и раскаже на мајката историја. Иако пишело на бугарски јазик, содржината е патриотско-македонска. Јазикот не му бил проблем да ги искаже своите мисли и чувства. Јазикот е разбирлив и денес и може да биде мост за разбирање. Чувствата на секој јазик исто се пишуваат, тие од очите се читаат, а буквите код звезди им блескаат. Ја повикувам Елена Алексовска да го прочита своето дело. Вапцаровите слободни стихови, мостови за разбирање. Роден во Пиринска Македонија, во селото Банско, од татко Јонков и мајка Елена Вапцарова. Посветен на македонското ослободително движење,
човештина и стихови недалека подадени. Стиховите ги пишувал на бугарски јазик, но содржината секогаш македонска тажна. Никола наш, голем патриот македонец, не задолжил сите нас со порака важна. Нашата Македонија, земја страдална, на љубава земја е татковината мила. Да ја браниме и чуваме од душмани ние, да не дозволиме никој да искрши крилја. Во стиховите бара исти права за сите, слобода, име, јазик и култури. Неговите слободни стихови и денес се мост за разбирање меѓу две литератури. Ја повикувам Стефанија Тодоровска да го прочита своето дело. Ја повикувам Елена Ангеловска како гостин на манифестацијата да го прочита своето дело. Никола Јонков Вапцаров, 7 декември 1909 се роди синот на Иван Јонков Вапцаров. Се роди првата среќа на Елена Вејзова. Се роди тој, Никола Јонков Вапцаров, кој израсна во комунист, писател, говорник и патриот. И Банско, и Разлог, и Варна го шепотат неговото име. Реките и езерата плачат, планините и полињата страдаат. Вапцаров ги сакаше. Ги сакаше како што го сакаше лебот насушен, домот исполнет и народот среќен. Неговото срце чукаше за оваа земја. Земјата која од секогаш трпела неправди. Нашата Македонија, која Вапцаров од се срце ја љубел. И јунак, и храбар, и силен. Тој секогаш се бореше за слободата на својата татковина. Литературата испушта крици, ечејќи од неговите дела, покорувајќи се на нивната моќност и на љубовта која е внесена во нив. Премногу рано замина. Животот го заврши во своите рани младешки 33. Зад себе остави печат од своето минато, како доказ за своите успеси и своето постоење. Вапцаров за секогаш ќе живее меѓу редовите од сопствените дела. Дела на кои ние се гордееме и идните генерации ќе се гордеат. Горди сме на Никола Јонков Вапцаров. Горди сме што сме македонци. А сега е време да ги прогласиме најдобрите од двете категории од овој конкурс, и тоа поезија и проза. Во поезија, третото место го делат двајца учесници. И тоа Елена Алексовска и Горас Трајковски. Ја повикувам Елена Алексовска и Горас Трајковски да си ги Горас од Скопје, доби име поемајал и нема го. Може Елена да прочита песната, ако сака, не? Не, од Горас. Од Горас песната ми. Добро, рекоме само прво. Второто место го добива Ана Ангеловска. Мила Сугарева ја има, ама нема ја тука. Тука бе? Как ја тука? Па нека прочита. Добро. Мила Сугарева тука бе? Ајде, Мила. Ајде, Мила. Вапцаровите слободни стихови мостови на разбирањето. Вапцаров, уметник кој неговото трагично минато го претворил во дела со голема полка, представувајќи ги на лист хартија.
творејќи цел живот, основал многу карактери и различни мисли на луѓето. Писателите, оние уметници кои читајќи им ги творбите како да те носат во друга dimenzија, илустрира различни приказни. Имаат за цел да ги покажат вистинските патишта на постоењето и патот на писателите. Разбирањето на прозата, разбирањето на поезијата, со генерации ги зголемува целите на истите. Граделе своји мостови на разбирање. Секој неговиот мост го минувал на различен начин. Има различни разбирања за оно што било посветено, но сепак тие добивале инспирација за нивните понатамошни цели. Овој бугарски писател со многу бујна имагинација успеал премногу во животот. Уште од неговото детство сакал да биде слободен. Сакал неговите дела да бидат слушнати, да бидат зборувани. Со исправена глава корачал кон успехот. Уживајќи во убавините на земјите, добило голема инспирација. Секое зајдисонце, жубарињето на водите, водопадите, шуштењето на ветровите, силните искрени насмевки на луѓето, длабоко во него си ја сакал својата татковина. Како и тугите земји, секој миг доаѓале реченици, зборови, мисли кои сите ги шиел заедно. У нив создал незаборавни творби. Неговиот сон се исполни. Еве затоа токму денес пишувам за неговиот успех, за неговите дела. Тој ќе остане во срцата на овие идни генерации. И првото место од категоријата поезија го добива Ева Ивановска. Ева може да прочита нейната песна уште еднаш. Од тука? Може и од тука да дојде сега. Вапцаровите слободни стихови мостови за разбирање. Вапцаров, поетот славен, тежок живот живеел. Од утводом рак во фабрика работел, а со збор за татковината се борел. Неговото родно место, близко до моето е, денес граница ги дели. Тој голем македонец за земјата родна пеел, по сонцето, водопадите и Илинден мечтаел. Пеел за тешкиот живот, за работата на фабриката од утро до мрак. Го сонувал сончевиот зрак и слободата кога ќе ја види пак. Често го спомнувал другарот верен, кој откашно не го загубил дивот. И денес тагуваме по блиски луѓе кои така го губат животот. И покрај сите страдања и маки, и сите неправди кои му се сторија, сакал слободно да ја види татковината и се да ја раскаже на мајката историја. Иако пишувал на бугарски јазик, содржината е патриотско-македонска. Јазикот не му бил проблем да ги искаже своите мисли и чувства. Јазикот е разбирлив и денес и може да биде мост за разбирање. Чувствата на секој јазик исто се пишуваат, тие од очите се читаат, а буквите код звезди им блескаат. Од категоријата проза на овој литературен конкурс, третото место го добива Сара Ангелова. Второто место од категоријата проза го добива Викторија Мирчевска. И првото место од оваа категорија го добива Искра Георгиевска. Сега да им дадем благодарници. Да, Искра, можеш ли да прочиташ песна? Вапцаров, мост на пријателство меѓу народите.
Јонко Вапцаров. Име кое кога се спомнете лазат многу чувства, како и неговите дела. Секое негово дело полно со надежи, приказни, чувства. Не верувам дека некој, кога прочита негово дело, не се чувствува како брод, кој може би се одрил во многу карпи, но сигурно стаса на брегот. Или како сонце, кое не зајдува. Или барем малку се исклучи од реалниот свет и се допуштил зборовите да го водат. Дали напишал песна, дали состав, секогаш ни вади полука. Како тој што не почувал на многу начини, дека вистинскиот пријател ти е подлога да се подпреш, да се искажеш и исплакаш. Всушност, тој е мостот од нас до пријателството и нашиот денешен став за него. Читајќи ги неговите творби, можеме да ги согледаме нашите грешки и понатамошни одлуки. Тоа го наоѓаме во неговото прво дело, до светли идеали. Но посебен впечаток ми остави песната Земја. Несомнено е што е една од неговите најпознати дела. Тој таму го опишува својот патриотизам и убавините кои не секој може да ги согледа. Тој тоа го прелеа во стихови кои верувам дека секој го водат, како сонцето што ги носи своите зраци навечер и како месечината која ја води својата светлина да те следи. Како што гласи насловот Вапцаров мост на пријателство меѓу народите. Така треба тој да ни биде мост помеѓу чувствата и правилните одлуки. Секој чувствува различно, но не секој понекогаш го остава чувството настрана за да постапи правилно. Се согласувам дека чувството е нешто гласно, но ако секогаш се водиме по него, може да биде погазено. Секој народ има своја приказна, која си ја брани својата гордост, и тоа треба да постои. Но тоа не треба да представува пречка да ја споделиш приказната со другите. Секој народ има право да ја искаже својата приказна, така што, како и Вапцаров, и ние да бидеме меѓусебни мостови, а не зидови. Да бидеме патишта, а не планини. Ајде да се сакаме. Со почит за Вапцаров, кој многу пати преку зборови ја опишал вистината. Никола Јонко Вапцаров. Име кое ќе биде запаметено за секогаш. Сега ќе ги прочитам имињата на сите учесници, вклучително и на менторите на сите учесници, и ќе ги замолам да дојдат да ги земат својата задание. Значи, јас како студент работник по литературна дејност сакам да се заблагодарам на сите учесници што учествуваа на конкурсот. Значи, денеска имавме многу тешка задача да избереме најдобрите три и мислам дека немаше голема разлика од третиот и другите што беа наградени и тие што не беа наградени. Јас ве поддржувам сите да продолжите да пишете на некои наредни конкурси. Сигурно ќе се изборите за место и тие што биле, и тие што се наградени, значи да творат уште повеќе на уште многу конкурси, да добиваат први, втори, трета места, а и да учествуваш во некоја манифестација, на некој конкурс, значи дека си добар во нешто и дека тоа сакаш да го покажеш на другите. И затоа, значи, пак ќе ви кажам, многу сте добри сите и продолжете со работа со вашите ментори. Од вас може да испаднат и писатели, поети кои ќе издаваат и книги. И благодарам уште. Викторија Миричевска. Сара Ангелова. Искра Георгиевска. Ана Стоименовска. Ана Стоименовска, тука ли? Тука е. Добра. Лука Стоименовски. Лука. Ајде, Лука.
Иван Алексовска. Ива Алексовска. Ива Анакиев. Анакиев. Стефанија Тодоровска. Добро, тука е професор, и после малко поземаме. Ева Ивановска. Ева Ивановска. Апол. Ева. Ана Ангеловска. Гора Страйковски. Елена Алексовска. Мила Сугарева. Пред малко баш спомнаваме со професорките да ни кажат, може би некои ќе сте го изпуштиме. Имаше во списоко, ама пошто некои немаше и затоа Мила беше, значи не беше прочитана, инаку е имало списоко. Честитки, Мила. И Елена Ангеловска. И за крај сакаме да ви се заблагодариме за учеството, како и за почитување на сите протоколи. За професорките. Епа, да ги четаме ли? Ајде. Благодарам. Веска Спасевска. Благодарни сте? Да. Весна Иванова. Милка Стоилкова. Валентина Танчевска. Ние не знаеме за кој се работиме, преку емейлки ги изконтактираме да им кажеме. Детето беше пишало властности, значи... Василка Ивановска. Да. Маријана Стојменовска и Габриела. Прекрасни, само напред пишувајте, творите дело, душата и да поетуете. Днес, оваа година имаме најквалитетни творби. По мојот учествувам во сите години во конкурсот, во комисијата, најквалитетни творби се од оваа година. Това кажавам и во изјавата.